Смртта наречена големиот нивелатор или порамнувач. Има справи за нивелирање кои треба нешто да ги доведе до една уравнотежна состојба, т.е. до нула состојба. И смртта неуспешно го прави тоа, зашто сите ги сведува на нула, на ништо. На смртната постела и оно што има многу пари, и многу сметки, и имоти, устари има толку, т.е. ништо, колку оно што нема ништо, зашто кога човек ќе умре, му ги бришат сите сметки во банка, му ги бришат имињето во катастарот, од имотните листови, губи се, нема ништо. Човекот, умрениот човек, го губи сето богатство, се му се брише. Некои други запишуваат на негово место. Па и дури оно што е многу силен, некој што може да крене 200 килограми, на смртната постела е силен колку е оно што е многу слаб. Тоест, и едниот и другиот можат имаат сила нула. Толку. Смртта се сведува на нула. Оној кој имал многу знаење, како например, еве ќе прочитам неколку имја, Давид Бейкер, Джеймс Робинсон, Хан Канг, сигурно не сте ги чули тие имена, можеби некој ги чул, и јас не ги знаев вчера. Побарав да идам некои од претходната година, последните Нобеловци, овие се луѓе со многу знаење. Добиле Нобелови награди од хемија, физика, тоа не нели најтешките дисциплини. Големи знаења, умови полни со познавање, меѓутоа на смртната постела нивното знаење е како оно што пак е неписмен. И едните и другите имаат знаење нула, ништо немаат знаење. И бидејќи смртта се сведува на нула, на ништо, се обесмислува. На крајот на краиштото човек ќе си каже, зошто па да знам многу кога на крајот моето знаење ќе биде сведено на нула. Зошто да се трудам да видам добар кога на смртната постела подеднакво исти се и некој што правил дела како мајка Тереза или некој што пак убивал како Хитлер. Тие се исти на смртната постела. Затоа, поради тој предизвик на смртта, тоа обесмислување кое што го прави човекот, живее, како што пишува авторот на посланието до евреите, под робството на стравот од смртта. Таа фраза ја користи авторот од почетокот. Па до денес човекот живее постојано во тој страв од смртта и се обидува некако да го реши проблемот. Или да измисли некој еликсер на младоста, некаков пијалок што ќе донесе безсмртност, ама не успева. Смртта си останува и понатаму тој нивелатор, порамнувач, либелата или водната Терезија, која сите ги сведува во една состојба. Состојба на нула. Во текстот што го разгледуваме, Христос застана пред еден гроб, во кој што беше погребан негов пријател и викна, излези надвор. И смртта го предаде на слобода. Го ослободи од своите канџи Лазар. И Лазар излезе. И Христос всушност се покажа како, и тоа е најголемиот знак во сите тие досега што ги разгледавме во Евангелието според Јован, на неговата божественост. Христос се откри како Бог, кој е воскресениот живот, кому што и смртта му се покорува. Христос заповеда и смртта беше послушна. Му се покори. И во исто време во тој текст, кој што гледаме сета божественост на еден најјасен начин на Христос, пишува дека просулзе. Христос заплака. Бог плачеше пред таа сцена на тага, на болка, која искусуваа блиските на Лазар. И тука паралелно или заедно со таа манифестација на Божјата природа, божественоста на Христос, може би најјасно, ова е најјасниот стих во кој што гледам пак и неговата човечност, целосната човечка природа. Бог зеде природа целосно иста како нашата. Истите чувства што ние ги имаме. Истите емоции кои ги искусуваме, таму Христос ги покаже, ги искуси. Целосно Бог и
целосно човек. Бог кој има власт над смртта и во исто време во се како нас. Искуси болка, искуси тага и не можеш да се воздржа и просул се. Така, ќе се подсетиме малку на тој контекст од 11 глава. Христос се наоѓа некаде од другата страна на Јордан, во Иреја областа, добива писмо од Марта и Марија дека нивниот брат Лазар е многу болен и за чудо Христос наместо да тргне веднаш, решава да остане уште 2 дена, т.е. да помена 4 дена од смртта. И после 4 дена доаѓа во Витанија. Марта го пречекува со зборовите: Господи, ако ти беше овдека, нашиот брат немаше да умре, ќе беше жив. И Христос се објавува како воскресени живот, или јас сум воскресението и животот, кој живе и верува во мене и да умре, ќе живее. Ќе живее довека. Марија исповеда вера во него, рече: ти си Месијата, ти си Синот Божи. И ова сега, во продолжение на текстот, што следува е како реакција на сето тоа што е до тој момент е откриено. Се покажува или се потврдува Христос дека неговите зборови не се празни, туку тој навистина е воскресение и живот. Ајде да видиме како продолжува тој текст. Изгледа навидом на почеткот на 11 глава како Бог да ги одложува работите. Марта и Марија се во потреба, Лазар помака, а Христос ги занемарува нивните потреби. И овде всушност гледаме зошто се тоа се случува. Не бидејќи не му значеа многу, туку напротив, бидејќи многу ги љубеше, тој чекаше да помена 4 дена, за самите тие да видат дека тој е навистина воскресението и животот, да се објави Божјата слава. Ајде да видиме, Исус се уште е некаде надвор од градот, не таму тој разговор со Марта се одвива надвор од градот Витанија. Марта оди или влегува во градот, во куќата каде што е нејзината сестра Марија, го оплакуваат својот брат и вели на Марија, веројатно и прошепнува новото, зашто гледаме дека другите не знаат што се случува, што се таму, дека учителот е овдека и тргнува надвор да го пресретне, да се сретне со него. Луѓето кои што се во куќата таму, покрај Марија, пишува дека таму се да го тешат, да ги тешат сестрите. Тоа е период на жалење. Евреите имале период на жалење кој траел и по месец дена и повеќе, затоа што големото жалење било првата недела, цела недела оплакувачи го оплакувале покојниот во домот и на гробот одале. И тоа траело така, тој интензитет бил најголем првата недела. Жалењето било тогаш најсилно. И тие луѓе такви таму собрани во домот на Марта и Марија. Пред не многу години, пред 40 години, памтам дека и кај нас имаше некакви обичаи на жалење. Не знам дали тука ги имаше во Скопје, меѓутоа во Струмица имавме и зависеше жалењето од тоа дали покојниот е од домот или пак е близок роднина од друг дом, но сепак близок, така да траеше 3 дена, 7 дена, 9 дена, 40 дена. Ако беше нели од домот, се прогласуваше 40 дена жалење. И како се манифестираше тоа? Имаше тогаш веќе телевизори, радија, немаше диносауруси во тоа време, ако беше одаме пред 40 години. И 40 дена не се пушташе телевизија или радио. Што беше за нас децата малку така големо ограничување.
праве понекогаш отстапки, но тивко телевизорот со спуштени завеси за да не видат комшиите. Ако пак е покојниот близок на од друго семејство, тоа траеше можеби 9 дена или 1 недела. Мажите, или во тој период, си ставаат тука црни ленти со иглички и ги носят 1 недела, 40 дена, пуштаа брада, а жените ставаа шамија. И нешто слично имало и во древниот исток, евреите така жалеле. И кога гледа дека Марија станува и тргнува кон гробот, си мисле дека оди таму да плаче, тоа е тоа оплакување. И кај нас имаш таков обичај, секој ден во првите 40 дена луѓето оде и таму оплакува, посебно повозрасните жени, тоа го прават така гласно, имаш нели како тажење. Тие се тие професионални тажачи кои присуствуваат во домот, потоа одат на гробот за да го оплакуват покојниот. Така тие тргнуваат мислејќи дека со таа намера Марија ќе оди на гробот. Меѓутоа Марија оди кон Христос и кога доаѓа кај него ги упатува истите зборови што и Марта ги упати. Господе, ако ти беше овдека, нашиот брат ќе беше жив се уште. Очигледно тоа е муабетот што се го правеле двете сестри тие 4 дена. Си веле, ако Христос беше тука, немаше тоа да се случи. Ако само тој беше овдека, нашиот брат ќе беше жив. И кога го кажуваат, тоа не е критика, напротив, тоа е вера. Тие веруваат дека Христос има моќ да го спасе нивниот брат од болест. И Јован додава уште едно појаснување, информација, дека таа паѓа пред него. Например, во случајот со Марта тоа не е запишено, меѓутоа Марија паѓа пред неговите нозе и фразата пред нозете на Христос е всушност во контекстот со средбите на Марија и Христос место на поклонение. Неколку пати ние ја среќаваме Марија во Евангелијата и секогаш кога ја среќаваме, таа е тука покрај нозете на Христос. И во Лука 10 глава, после ќе видиме во 12 глава, на текст кој пак во детали ќе се обидеме да го разгледаме, пак Марија е покрај нозете на Христос. Тоа е местото на поклонение. Така да кога ги упатува тие зборови Марија кон Христос, тој ги упатува како кон некој кој има авторитет и власт. И во исто време, секако се работи за смрт, голема болка, голема тага, има избунатост. Зошто ти не беше овдека? Тие не знаат, нели? Не го знаат конечниот план на Господ Исус Христос. Тој на учениците им рече, сето тоа е за Божја слава. И понатаму во молитвата пак ќе открие, нели, таа вистина. Сето тоа да се види славата на Бог, заради Божја слава. Таа болка што тие поминуваат е да се види Божјата слава. Нејасно за нив и затоа се збунети. Има некаква конфузија кај нив. И од тука доаѓаат тие збори на вера, но и на збунетост. Кога ги слуша тие зборови, реагира Христос на тоа, во неговата човечка природа. И Јован во тие неколку стиха вклучува лексика, вклучува зборчиња кои се така натрупува буква, натрупува зборчиња кои се со многу силен интензитет. Исти реакции, слични реакции, но опишени со различни зборчиња. Например, кога ја вида како плаче иудејците, кои што таму плачат, и тука е еден збор за плачење употребен, и тој збор е за она плачење или оплакување, кога викат, нели? Кога ридат, не знам како да кажам. А понатома пак за него се употребуваат други два збора, се натажи. За многу е скромно преведен во нашата Библија овој текст, зашто целата фраза, јас сум ја напишал овдека, говори за некаква вознемиреност на душата, некаква возбуда во душата. И уште еден збор додава, нели, и се потрасе, се разбранува, се возбуди, се вознемири. Така, таа комбинација од зборчиња означува внатрешна состојба која предизвика дури и гнев. Или
на некои места се користи за да се опише живот некој така ќе се вознемери, ќе се возбуди и ќе почне да рмжи како кој, например. Има внатрешна возбуда која се манифестира со гнев, со рмжење, со звуци кои не се артикулирани. Или, ако сакаме, така да кажеме најасно, внатрешно Христос се возбуди, дури се раскневи. Лутија му дојде. Од што, кон кого, дали поред тоа што луѓето покажаете такво неразбирање, таква збунетост. Ворфилд, враќајќи се кон коментарот на Калвин, вели Христос овдека, всушност, гледајќи го она мрачно лице на смртта на светот, морничево лице, се возбудува. Тоест го опишува Христос како воин, тоа е една така воена сцена, воин кој ги гледа сите штети кои противникот ги направил и се исполнува со гнев. Тоест, гледа таму што смртта, која не е природна, човекот не е создаден од Бог за смртта, таа смрт каква болка создава кај неговите блиски пријатели, кај Марта и Марија. Болката, тагата и сите останати, така кажеме, штети кои гревот и смртта ги предизвикуваат во овој свет. Овдека, нели вели Калвин, гледаме гнев, Божјиот гнев против тиранијата или кон тиранијата на смртта. Со други зборови, нели како што кажа, се исправува против смртта како воин кој се подготвува за борба. И побара да го однесат кај гробот на Лазар. Тука се или по патот, или веќе стигнале, Исус просолзи. Колку што повеќе се доближува до гробот, Исус просолзи. И тоа е пак поинаков збор од оној збор за плачење кој се користи на почетокот на текстот. Гледате, различни се зборовите во 35 стих. За разлика од она плачење кое е како повеќе ридање, тој збор објаснува пак повторно натрешна состојба на тага, на болка, состојба која што ти едноставно не можеш да се воздржиш, а да не просолзиш. Сте имале таква состојба? Колку и да се обидуваш, не можеш да го сопреш тоа. Ке ти дојде солзите, ке ти дојде плачењето. И колку што човек повеќе старе, таквите ситуации почесто му доаѓаат во животот. Станува, тие чувства потешко може да ги контролира. И овдека гледаме Христос, оној кој што покажа целата своја божественост, како плаче. И не се сокри, не ги сокри солзите, не отиде некаде да се сокрие. Таму беше пред луѓето и плачеше. Бог плаче. Да. Секако, тоа е неговата човечка природа. Тоа е во човечката природа. Не знаеме дали Бог може да плаче. Тоа се мистерии за нас. Какви се чувствата на Бог. Но овдека гледаме дека Христос на вистина во се стана како нас. Ги зеде нашите чувства. Бог кога се воплоти, тој не стана машина. Не зеде некаква природа која е ослободена, лишена од човечките чувства. Во се стана како нас. Искуси секакви чувства кои што ние ги искусуваме. Освен во грев. Не беше искушен. И тоа значи дека тој ја помина болката што ја поминуваа сестрите, болката што ние ја поминуваме, тагата што ние искусуваме. И во тој контекст авторот на Евреите вели дека ние имаме таков првосвештеник, како беше тоа во 2 глава, 17 стих, и потоа во 4 глава вели, може да се чувствува со нашите слабости. Имаше природа која ги искуси нашите слабости кои ги искусуваме и затоа можеме слободно да пристапуваме кон престолот на благодата за да примеме милост. И сега, јас би сакал на предупредување овдека пак да дадам, откровението што Бог ни го дава за себе во Библијата е
ограничено, тоа е прилагодено кон нашите можности да сватиме, кон човечкиот ум. Бог се открива во своите односи со созданието, со човекот, во рамките на неговиот план за спасение, или за да го разбереме неговиот план за спасение. Механизмот на кој што Бог го спасува човекот. И во тој контекст тој го дава откровението за себе. Има многу други нешта кои ние не можеме да ги сватиме за Бог. Тоа е мистерија за нас, што е бескраен, сконечен. Не може нашиот ограничен ум да ја свати таа Божја бесконечност. Тоа е апсолутно трансцендентен. Во ништо не е како нас, апсолутно. Во се е поинаков, поразличен, совршено свет и правилен. И во исто време тоа опфаќа се. Сега, имајќи го во предвид ова што го кажува во Евреите, јас сум слушал проповед дека со воплотувањето всушност Бог, земајќи на себе човечка природа, искусувајќи ги нашите чувства, болки, страдани и така натаму, тој научи нешто повеќе. Тоест, Бог учеше со тоа. Не. Во природата, во суштината, во дефиницијата за Бог е дека тој е непроменив. Тој во себе содржи се. И тој не придобива, тој не расте, не се развива. Тој е постојано во сето тоа. И кога тој целосно не знаеше, подобро од нас и пред воплотувањето, тој секогаш не познал. Зашто се во неговата промисла. Се што се случува е негова промисла. И нашите чувства се негова промисла, затоа тој ги знае. Сето зло е во неговата промисла, иако тој не е авторот на злото. Како да го сватиме, тоа не знам. Од него не доаѓа никакво зло, зашто тоа е совршена чистота и светост. И сепак, сето зло овдека што го гледаме, е пак во неговата промисла, тој го разбира, тој го знае, е од него тоа, во него е. Ништо не е надвор од него. Ако нешто е надвор од него, тоа значи е надвор од неговата контрола. Има дуализам, нешто што некој друг контролира, а не тој. И затоа кога говориме овдека, пак е дадено и тој запис во Евреите заради нас. Тоа откровение кој треба нас да ни помогне слободно да дојдеме до престолот на благодата. Зашто во човечката природа е да одиме кај оние кои што не знаат или кои што може да не разберат. Нели има изрека, не оди кај гаталец, оди кај паталец, зашто паталецот ќе те разбере. И ти си го велат, во Христос имат некој кај кого може да слободно да дојдете, зашто да разбира. Не дека порано не разбираш, ама тој помина. И тоа нас не дава, вели, уште повеќе слобода, пишува, нели, слободно да пристапуваме. Со таа увереност, да, и тој беше на моето место, и тој ме разбира. И овде како гледаме откровението за Христос, за неговата човечка природа, како навистина тој не разбира во се, бидејќи во очите на смртта, во загубата на блискиот, и тој не може да се воздржа. И плачеше за неговиот пријател. Кој ги гледаше сестрите, се натажи, плачеше. Во Давид, пишувајќи, нели, во еден свој псалм, 56, 8 стих, вели, ти ги броеше моите маки, солзите мои ги собираше, и тука пишува мешино во нашиот текст, во сад каде што се чуваат диамантите и златото. Бог ги собира нашите солзи и си ги складира таму во зашто за него се скапоценност. И една од особините на Бог кој е представени во Библијата е дека тој е татко на милосрдието и на секоја утеха. Зашто не знае и не разбира. И кога ги вида неговите солзи, рекла, колку го сакал. Дури и плаче за него. Некои пак реагираат на таа негова реакција и велат, касно дојде тој. Зошто не дојде порано? Зошто не го избави од болеста? Толку многу направи, а го остави неговиот
пријател. Не можеше ли да ги отвори очите на слепиот? Тој ги отвори, може да ги отвори, а пак не успеа да направи да не умре. Зошто не дојде порано? Зошто не го спаси од смртта? Тоа е тој фаталистички поглед. Значи, тие луѓе живеат со разбирањето за смртта како крајот на се. Веќе готово завршена работата. Да, имаме тука една така трогателна драма и навистина ако се завршише со овој стих и киевме навистина е таква трогателна драма, а човекот сака драми. Киевме на турска серија, во која што на крајот сите плачат. И така ќе завршише тоа. Човекот сака да гледа драми, тажни драми, да плаче на тажни драми и на тоа ќе се сведеше овој текст. Меѓутоа Христос со една фрустрација, тажен, да, тој многу ги сакаше, лели колку е добар, дури плаче за Лазар и ќе се сведеше сето тоа на тоа, на чувства. Исус пак продолжи текстот, вели, се нажали, дојде до гробот, да, во тоа време гробовите били слабени, дупки во карпите, и рече, тргнете го каменот, на тоа реагира Марта и вели, Господи, 4 дена веќе е во гробот, засмртен. И пак Христос си каже, ја враќа на разговорот од пред малку. Нели ти реков дека, ако веруваш ќе ја видиш славата Божја, ако веруваш дека јас сум воскресението и животот, кој да умре ќе живи, дека ја покажува таа вистина за Лазар. Тој е вратен во живот. Застанува и прво, интересно, прво се помолува. И се моли гласно, за да го чуат сите. Во молитвата тој, всушност, Бог не го вклучува Лазар, тоест се обраќа кон Отецот, за другите да разберат, да ја направат врската меѓу него и Отецот. Зашто целата проповед на Христос за тој момент е повикување на единството на него и со јас сум испратен од Отецот, јас сум Синот Божи, јас се вршам волјата на Отецот. И вели, сега нека видат сите, нека биде потврда да се покаже дека моето слово е вистина. И тоа на најмокен начин, покажувајќи власт над смртта. Ти благодарам што ме услиши. Ти секогаш ме услишуваш. Ти секогаш го слушаш, јас секогаш вршам твојата воља. Имаме единство меѓу нас. Но ова го реков за тие што стојат наоколу, тоест се молам сега да слушнат тие што се околу мене, за да поверуваат дека вистина ти си ме пратил, дека јас доаѓам од тебе, дека јас се вршам твојата воља. Ништо не беше заради Лазар всушност, вели во молитвата овдека Христос. Се е за да се објави твојата слава, да се покаже пред луѓето и тие да поверуваат. Таа болка низ која што поменуваат Марта и Марија е за славата на Бог. Александар Вајт е шкотски проповедник од Единбург, кој така во својата проповед на хумористичен начин го представува и текст, вели, Лазар си беше на небото. Ова не е дејство за спасение на Лазар. Тој си беше на небото и нели небото во митологијата на човекот е представено како облаци, вели тој си седеше на облаците, се свирише на харва и во еден момент тоа пријатно таму дружење со Бог, доаѓа еден ангел и ги прокинува, вели, ајде браке се назад, уште има работа за тебе, Бог на земјата. И Лазар беше принуден пак да се врати на земјата. И Бог застанува, Христос застанува пред таа пештера, која што веќе каменот е тргнат, и извикува, Лазаре, излези надвор. И на Августин се препишува, нели, таа мисла која ние често ја слушаме, мораше да каже Лазар, зашто сите гробови ќе се отвореа и сите ќе излегува надвор. И ова што се случува сега во момент е повторно чудо. Знаете, во тоа време луѓето ги покојните телата, нивните тела ги овиткувале со чаршаф и тоа не е едната нога посебно од другата, туку како на времето бебињата како ги повиваа, како мумии, стегнати раце, нозе и премачкани со еден куп масла, балсами. И тоа како излегува Лазар на вистина чудо, целиот стегнат. Тој сигурно се движел милиметар, колку што му дозволувале чаршафот, како некоја мумија.
чудо во чудото се случува. И дури Христос треба да каже, па ајде одврзете го, се мачи, не може да оди. Одвикајте го и оставете го да оди. И навистина тоа е така многу, тоа е најспектакуларната сцена опишена во Библијата. Мртовец излегува од гробот со обиткана, забрадена вилица, целиот вакво во чаршави, излегува. Му се враќа во тоа мртво тело, Господ му ја враќа душата, оживува. Многу спектакуларна сцена. Лазар, што кажува, не знаеме. Знаете, тоа што е интересно дека Лазар го среќаваме овдека само и во следната глава. Тоа се единствените спомнувања на Лазар во целата Библија. И нема нито еден кажан збор од Лазар во Новиот Завет. Седи на трпезата во следната глава, пак таму ке е главната улога Марија, учениците ке имаат коментар, Христос ке каже нешто на нивниот коментар. Лазар го нема никаде. Некои велат дека покрај две сестри немал можност да дојде тоа израз. Тој бил најмалиот во фамилијата. Знаете што? И јас пак си мислам овдека. Лазар пропушти голема можност. И каков нас. Луѓе доаѓаат да го видат, пише во наредната глава. Лазар може да направи Lazarus Resurrection Ministry. Да шета низ градовите по цела Јудеја. Пари ке се напол. Книга да напишеше. Јас го видов рајот, нели има таква книга од крајот на минатиот век, 90-тите години. Лирден, кој потоа се разбра дека бил и хомосексуалец, напише книга, јас го видов рајот и таму глупости пише. Полни глупости, како е. Ама тој човек што навистина го виде рајот и можеше многу да профитира, единственото негово, Лазар има големо следоштво. Се објави Божјата слава. Самиот факт што тој беше вратен во живот, беше големото сведоштво, големата мисија. Не знаеме повеќе ништо не ни кажува Бог за него. И јас сметам дека Светиот Дух ги остава така работите, зашто Лазар има големата мисија, тоест големото сведоштво да ја покаже таа во него, преку неговото воскресение, стигнуваме до тој најголем знак во книгата на апостол Јован, тоест во Евангелието. Зашто следниот стих е: тогаш мнозина од јудејците што беа дошли од Самарија, видоа што направи Исус, поверуваа во него. Тоа е кулминациониот знак. Тоа е и кулминацијата во оваа книга, после која што ли следат проповедите на Христос кон учениците, во која што се открива веќе јасно неговата мисија. Седмиот знак. И гледаме, почнува оваа глава, 11-та, со таа мистерија. Болен е Лазар, а Христос останува таму. Не интервенира. Не е како итна помош кој треба веднаш да отиде, а повикана да биде итната помош. Како нашите амбулантни возила, хитна помош, ама ги нема никаде. Така и Христос му праќат писмо, итно да отиде во Витанија, тој решил да остане уште 2 дена. За да умре. И тука гледаме зошто сето тоа се случи. 2 пати, нели, да се објави, кажува Христос, Божјата слава. И гледаме како таа се објави. Сите поверуваа што беа таму, што беа дошле. Нели. Тоа е идејата. Сето тоа се случи за доброто на Марта и Марија, за доброто на тие луѓе таму. Видоа и поверуваа. Беа сведоци на таа сила на Бог. Се потврди она што Христос го говореше, дека тоа е пастирот кој го дава животот за своите овце, дека тоа е воскресението и животот. Што го откри на Марта не беа празни зборови. Тоа е навистина Бог кој што има власт над животот и смртта. До тој момент рековме, имаше 6 чуда представено од Јован и ова 7-то. И сите тие чуда наоѓаат некако своје исполнување во тоа 7-то. Ајде да се сетиме, првото чудо беше претворањето на водата во вино во Кана Галилејска. И таму Христос се покажа како на една млада брачна двојка кои беа пред
така да кажем, општествен страм, скандал, пред скандал на свадбата, немаше повеќе вино, што во древно се значило срам. Дури можело гости да ги тужат за тоа што според правилата на општеството во тоа време, што повеќе нема вино, поканати се на гозба, масите се празни. Христос даде вино во изобилство, радост, снабдување даде. Второто чудо беше исцелувањето на синот на царскиот чиновник. И Христос се покажа како Господ над болестите, над смртта. Третото беше исцелувањето на човекот неподвижен, кој 39 години се надал да влезе во бањата Витезда, кај што Христос покажа, даде решение во човечката немок. Човекот е немокен да се справи со својата состојба. Слаб. И Христос дојде и даде благодат. Помогна на човекот. Следното чудо беше лебот. Тој се представи хранењето на толпата и тој се представи како лебот на животот. Дека тоа е маната која што дава вечен живот. Они што во пустината јадеа леб умираа, но кој јаде од него, тој има вечен живот. Во следното чудо одеше по вода, се представи како господарот на се, на целото создание, потоа го врати видот на слепородениот и се објави како светлината на светот, оној кој што го ослободува човекот од робството, темнината на гревот, и секој што оди по него, секој што го следи, нема повеќе да оди во темна, ќе оди во светлина. И ова веќе последното, кулминационото чудо, кај што се покажува како оној кој има власта над смртта. Тоа е воскресението и животот. И се враќаме сега на почетокот. Смртта се уште е големиот порамнувач. Реалноста на физичката смрт е меѓу нас, присутна секој од нас, на крајот ќе биде порамнат. Името ќе му биде избришено од сметките, од банките, од имотните листови. Кај што има вели Мојсей повеќе сила, 70-80 години, така, нели, она што Бог го решил. Натурализмот, материализмот, научниците кои се надеваат или кои веруваат во материјата, велат ова вселена се шири со се поголема брзина. На крајот, дефинитивно, прогнозата на тие научници дека се ќе заврши во една студена, мртва, вечна ноќ. И во ништо се ќе заврши, во безсмисленост се ќе заврши. Тоа е судбината на овој материјален свет. И оние кои се материјалисти, кои се надеваат на материјалниот свет, всушност се свесни дека на крајот се завршува во правда, во безсмислието, во ништо. И затоа и не сакат во тие елитни кругови да говорат за смртта. Не е темата која е интересна за нив, зашто стравот од смртта е робството за човекот од секогаш. Материализмот, атеизмот не нуди никаква надеж. Христос е оној кој што избавува од таа безнадежност. Ке имаме Господна трпеза уште малку. Апостол Павле, говорејќи за воскресението на Христос, говорејќи за смртта кој што тој ја победи, говори за едно осило, или во нашиот текст беше осилка. Трн. Смртта, вели, има трн. Трнот на смртта е гревот. Гревот е тој трн кој е отровен, кој не боцнува и води до смрт. И говорејќи за Христос и неговото дело на крстот, Павле вели, Христос тој трн го зеде на себе. Го зеде гревот на човекот. И бидејќи трнот, гревот нема власт над него, тој победи смртта. Го зеде гревот на човекот, за да го обесили смрт. И кога се обреке во таа 15 глава на 1 Коринтени, апостол Павле користи иронија.
ја прашува смртта, каде ти е осилото? Каде ти е победата? Зашто Христос, овде како го гледаме, како воин, кој застанува пред смртта, ја победува. И обесилва. Зашто на себе го седе кревот. И сите оние што веруваат во него, да не умрат, туку да имат вечен живот. Да, смртта се уште е порамнувачо, да, ќе дојде физичката смрт, но да, таа е непријател на човекот, зашто е неприродна, непријатна, недостоинствена, создава се уште збунетост, се уште фрустрација, се уште предизвик на човекот. Не е природна, човекот не е создаден да умираме, да живееме вечно сме создадени. Меѓутоа, независно од сиот предизвики, независно од се што физичката смрт предизвикува и болка, и тага, и така натаму, сепак таа останува само безсилниот преод кон вечниот живот, кон животот заедно со Бог. Господ не ги укори тие луѓе што таму тагуваа. И Павле, кога пишува за тагата на Солунците, им вели да тагуваат, но не како оние што немаат надеж, туку како оние што имаат надеж. Зашто смртта на крајот на краиштата носи славна иднина. Нема да избегнеме физичка смрт, но ќе избегнеме вечната смрт. Физичката смрт е само премин во славата. Таа е само една сенка. Пред неколку недели Тони Јурумов беше овде, кога проповедаше од 23 псалм, и дава таа илустрација која е запишена во проповедите на Спрџан, за сенката или празнината или суетноста која што сенката ја носи со себе. Сенката не може да повреди. Сенката на мечот не може да не проводи. Сенката на кучето не може да не касне. Сенката на смртта нема власт над нас. Зашто смртта има само сенка, сила на една сенка. Го отвара патот за присуството на Господ во неговата вечна слава. Таа не уништува, затоа не треба да се плашиме. И тоа е нашето охрабрување, тоа е сигурноста и потик да живееме таа сигурност. И предизвик, бидејќи сега ќе земеме Господна трпеза, предизвик за оние кои се уште не поверувале, оние кои се уште живеат во сенката во стравот, всушност, во робството на стравот од смрт. Оние кои се уште во кои што гревот како осило, како трн, отровен грев, ги уништува, ги обесилува и ги води кон вечна пропаст. Потик да дојдат кај Христос со вера, да побараат спасение, да повикат кон Него и Светиот Дух да подейства во нив, да им даде вера, да ги поттикне на исповед, своите греови да ги предадат на Него, таму каде што се обесилени на крстот. А пак ние кои што веруваме, да се радуваме на таа жртва што е принесена. И затоа Христос ни даде заповед да се подсетуваме каде е се изработено. Таму на крстот тој порамнувач е уништен. И можеме да кажеме заедно со Павле, смрт, кај ти е силото? Не можеш да не боцнеш за вечна смрт, зашто ја немаш таа сила. Христос, Божествениот Христос, ја обесили со својата жртва на крстот. Ке се молиме сега, како подготовка за Господната трпеза, и потоа ќе пристапиме кон исполнување. Христос рече, многу сакав да ја имам оваа вечера со вас. Зашто таму се објави тој како телото или жртвата која се пренесува неговото тело, неговото крв за нас, за нашиот вечен живот, да можеме сите ние да бидеме на тело со главата Христос, со надежта да живееме заедно со Него во целата вечност. Па, ќе ги наведнеме главите, ќе се молиме.
Татко Небесен, ние ти благодариме за тој голем благослов, незамислив благослов, да можеме да изјавиме дека нашиот долг е платен, дека сме откупени, избавени и извојувана победата за нас. Ние чекориме во таа победоносна поворка заедно со Христос и искусуваме мирис на живот. Господ е нашето спасение. Имаме славна иднина поради делото на Христос на крстот. И сето тоа е поради Божјата милостива благодат, суверена благодат. Ти благодариме, Татко Небесен, за тоа што ти го даде Твојот Син. И сега се молиме Светиот Дух да не исполни и да не обнови. Дај ни, Господи, нови срца, нови души, обновени. Очисти не, Господи, со Твоето свето присуство од секој грев, од секоја нечистотија. Облечи не, Господи, повторно во совршената праведна облека на Христос и представи не пред Твојот престол на благодата, целосно прифатени од Тебе. Не со нашата правда, но со Твојата правда. Се молиме, Господи, дека Духот работи во нас, така што ќе не доближи уште повеќе во познавање на таа жртва, за да ја почитуваме повеќе, да веруваме уште повеќе, да се довериме на Тебе, зашто само преку вера можеме да Ти угодиме. Се молиме, действувај, исполни не, Господи, со Твојата љубов и со Духот, со врските на Духот, кој обезбедува единство меѓу нас, да биде оваа чин на Твоето тело, во единство во Тебе, славејќи го Твоето име. Се молиме за сето тоа, Татко Небесен, во името на нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Амин.